сега вам друштво ќе ви биде Марија, која што е со Димитар Таневски, е туристички водич, ќе зборуваат за арапската куќа, која што се наоѓа во центарот на Скопје. За сите вие кои што не знаете или не сте слушнале за што станува збор, ќе имате можност во следниве минути да ја слушнете историјата. Марија, добро утро по втор пат. Повторно добро утро, токму така Скопје навистина има со што да се пофали, има безброј стари градби, знаменитости, приказни кои што навистина вреди да се слушнат, а токму она со кое што исто така може да се пофали е исто така и арапската куќа која што се наоѓа веднаш зад нас и се наоѓа, односно е лоцирана во центарот на Скопје. Именно арапската куќа датира уште од 1936 година, односно била изградена во периодот од 1936 до 1938 година. Нешто повеќе за самиот историјат на оваа градба и колку е привлечна за самите туристи и атрактивна. Ово утро слушаме од мојот денешен гостин Димитар Таневски, кој е туристички водич долги години. Да му посакаме добро утро. Добро утро, ви благодарам, Марија. Добро утро на сите. Да, денес ќе разговараме за еден од најзначајните културно-историски објекти во Скопје од предвоениот период или меѓувоениот период, да кажеме. Познатата арапска куќа или исто меѓу постарите познати како хотел Јадран, бидејќи последната намена на овој објект била хотел. Како што напоменах, да, граден е помеѓу 36-та и 38-та година по наложба, односно главен инвеститор, собственик бил познатиот ерменски трговец Агоп Дикиџијан, да, секогаш со имињата малце. Агоп Дикиџијан, кој што се вели дека ја започнал оваа градба, односно ја градел за својата љубена Агавни. Сега тука нормално како многу оние љубовни приказни, не е малку тажно завршува бидејќи Агоп починува брзо по изградбата, потоа нема наследници, куќата е запленета, а Агавни последно што се знае во историјата се сели во Марсеј и од тука им се губи трагот. После Втората светска војна влегува во државна собственост. Иначе, да, ова е од оној предвоен период на Скопје, кога се градат доста интересни, доста модерни и различни градби, за разлика од претходно на османлиско Скопје. Ова е градено во така наречениот арапско-маварски стил, познат за регион на Северна Африка или дури делови на Јужна Шпанија, со мотиви или слично како што се градени, односно како исламската архитектура од, не знам, пример Каиро или џамијата во Кордоба. Сличен ваков објект, најсличен во овој регион, или можеби единствени два, би биле за сите оние што биле во Сараево, познатата Сараевска вјечница. Доста слично изгледаат и по боите и по архитектурата. Самиот објект е дело на архитектот Иван Артемушкин, кој што творел доста во Скопје. Многу познати објекти ги има тој проектирано. Тој е еден руски имигрант кој што се доселил во тогашното кралство на Југославија, кој што творел во тој меѓувоен период и малку кратко после Втората светска војна. Значи објектот, како што кажавме, многу, мислам, не само значаен и уникатен е не само во Скопје, многу е невообичаен, да, и затоа и познат како арапска куќа заради овој свој изглед кој што стварно е уникатен. Нема друг објект не само во Скопје, него и пошироко во Македонија и во регионот. Поминавме нешто за самиот надворешен изглед, за љубовната приказна која што верувам дека е навистина привлечна за многумина и за домашни и за странски туристи, но што се случува моментално со објектот? Зашто служи истиот? Која е неговата намена? Така, по она крајот на љубовна приказна, после Втората светска војна, најпрво еден краток период тука живее познатиот тогашен Рустембек со русинката Натали. Исто една двојка. Потоа во еден краток период тука дури престојува Димитар Влахов, познатиот македонски револуционер, односно преродбеник, се до 1964 година, кога што влегува во собственост, односно оди во собственост на Македонија Турист и некогаш ни сегашна Македонија Турист, тоа што тогаш Македонија Турист е државно предпријатие и се пренаменува во хотел. Заради својот специфичен изглед, тогаш е дограден овој малиот дел, видите,
тотално поразличен каде што пишува ресторан, каде тој дел е дограден и целосно се реновира, се адаптира, иако внатрешноста е многу интересна. Од надвор изгледа вака, внатре сум имал можност да видам делот од просториите и слики. Има доста интересни и декорации. Сте били ли Само имам видено затоа што треба специјално барање. Има една многу интересна книга, пред кратко време ја издада Артемушкин из Скопје, каде што се прикажуваат сите овие објекти градени од архитектот Артемушкин и тогаш колеги имаа можност да влезат внатре и да направат одредени слики. Бидејќи сега за жал објектот е затворен, значи од 64-та се користи како хотел, последно е реновиран некаде крајот на 80-тите, 89-та ако не грешам. Во денешно време веќе во оваа состојба затворен стои во надеж дека не знам, можеби ќе биде пренаменет во нешто поинтересно или пак и зачуван како малку подобро зачуван. Можете да приметите, има графити на неа. Околу самата зграда се градат други објекти кои што се залепени, скроз модерни, што не е проблем што се гради ново, него што малку не се чува старото. Ете, токму овој момент кој што го напоменавте, дека може да се видат сами испишани графити на самиот објект, дека можеби не е толку забележливо од страна на другите објекти, односно објектите кои што се наоѓаат околу неа, колку е теа забележуваат домашните и странските туристи? Колку оваа град бе привлечна за нив? Меѓу домашните е многу позната, бидејќи ја верувам дека не постои скопјанец, па дури човек од Македонија што не слушнал барем за македонска куќа, бидејќи се наоѓа непосредно до главниот плоштад. Многу лесно можат да ја видат и посетат. Има одредени колеги кои што прават, например, специфични тури за овие стари палати на Скопје од предвоениот период, да речеме, не знам, Ристичева палата, палата Шкаперда и така натаму, кои што ги посетуваат. За странските не е на главната пешачка рута, односно на главната тура, меѓутоа има многумина кои што дајат, посебно оние кои што дајат во своја режија, не во организирана туристичка посета, сакаат да ги видат овие објекти и жално е едноставно што е во ваква состојба, односно е заштитена како културно-историски споменик, меѓутоа е во приватна сопственост денес. И хотелот, односно и арапската куќа и хотелот Бристол се во сопственост на Македонија Турист, кои што нормално од економски аспект верувам дека нема доволна исплатливост за да се вложи, да се направи нешто, особено за овие културно-историски споменици каде што мора строги правила да се следат, мора автентично да се реставрираат, односно да се сочуваат, така да затоа претпоставам дека е во ваква состојба каква што е. Ве благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да ја прикажам оваа приказна на нашите гледачи. Ви благодарам и вам на поканата. А ние се надевам дека повторно ќе продолжиме се разбира да говориме за едни вакви интересни приказни за старо Скопје и што се крие во срцето на градот. Ние се гледаме повторно утре со нови интересни актуелни теми. Така е, Марија, ти благодариме што срцето на Скопје ни го пренесе во телевизискиот етер и навистина е ова еден убав момент дека навистина имаме историја низ градот и приказни кои што треба да ги продаваме на убав начин на туристите. Имаме приказни кои што вредат да заживеат на некој начин. Меѓутоа криво ми е кога гледаме такви некои исписи, графити, непотребни мурали, особено да речеме во арапската куќа која што потем беше главно прибежиште и да речеме беше локација кај што многу брачни парови од таму некако ја започнаа својата приказна, вклучувајќи ги моите родители многу често. Мислам дека била историјата и вистина е жива историја арапската куќа, бидејќи е одбележа за многумина така една реминисценција и емоција од минатото каде што ги имале нели после Корза своите мигови на излегување.